Со канцеларот Нехамер имавме многу продуктивна и содржајна средба. Разговаравме искрено и уште еднаш констатиравме дека Северна Македонија и Австрија одржуваат пријателски односи, одличен политички диалог и развиена економска соработка. Ја потврдивме и взаемната заложба за унапредување и јакнење на соработката во сите области кои се од заеднички интерес за нашите две земји. Како држава имаме и широка секторска соработка без никакви отворени прашања помеѓу нас. Австрија е наш долгогодишен партнер во Обединетите нации и во ОПСЕ, но пред се Австрија е силен и гласен поддржувач партнер и застапник за европската интеграција на Северна Македонија и на земјите од Западен Балкан. Денешната средба е уште една во низата разговори од нашиот активен политички диалог во текот на минатата и оваа година. Пред само неколку недели во Скопје имав чест да остварам средба и со председателот на Австрија, Фан дер Белен, за време на неговата официјална посета на Северна Македонија. Дозволите и јавно да го повторам она што му го кажав на канцеларот на средбата, која што имавме пред малку, а тоа е дека Австрија ужива голем углед во Северна Македонија, не само поради нејзиното длабоко разбирање за нашиот регион и за нејзината цврста поддршка на нашиот пат кон Европската Унија, туку и поради нејзиното силно и континуирано економско присуство во нашата земја. Австрија е најголемиот странски инвеститор во Северна Македонија со инвестиции од над 900 милиони евра до 2022 година. Околу 50 австријски компании се присутни на пазарот во Северна Македонија во повеќе значајни и клучни области за државата. Постои потенцијал за подобрување на нашата меѓусебна трговска размена, посебно преку зголемување на македонскиот извоз во Австрија, и тука пред се мислам на земјоделските производи кои имаат додадена вредност, органско потекло и квалитет, и на тоа ќе работиме заедно во претстојниот период. Исклучително ја цениме поддршката која што Австрија ни ја пружи во време на справувањето со бегалската и мигрантската криза на нашата јужна граница. Миграцијата е заеднички предизвик за сите европски држави, а Северна Македонија континуирано ги презема сите потребни безбедносни мерки за справување со овие предизвици, вклучувајќи и како земја членка на НАТО, и како земја која што преговара со Европската Унија, и како земја председавач со ОПСЕ. Од голема важност е помошта која нашата полиција ја доби од Австрија, особено за возилата и опремата за ноќната гранична заштита. Затоа сакам и јавно да изразам благодарност за поддршката од страна на владата на Австрија, но и лично до австриските полицајци, кои што во процесот на поуспешен надзор и контрола на илегалните обиди за премини на границата помеѓу Северна Македонија и Грција играа многу важна улога. Во периодот јануари-март оваа година спречени се околу 2000 обиди за илегални преминувања за влез во Северна Македонија. Соработката продолжува и понатаму преку механизмот Frontex, за кој минатата година, веднаш по отворањето на преговорите со Европската Унија и по започнувањето на скринингот, подпишавме договор, а денес почна и практичната имплементација на договорот Frontex во нашата држава, што беше одбележано со свеченост во Скопје. Овој договор е навистина значаен за нас и од друг аспект, бидејќи истиот е подпишан на македонски јазик, без било какви додавки и фусноти, потврдувајќи ги нашите заложби за заштитата и промоцијата на македонскиот идентитет, во што секако дека значајна улога играше, игра и ќе игра Австрија како пријател на нашата држава. Морам да нагласам дека поддршката од Австрија во овој клучен временски период за нас беше и се уште е од голема важност. И затоа му благодарам на канцеларот што неговата лична поддршка ќе продолжи и понатаму. Тука би сакал да спомнам и да се заблагодарам на канцеларот и за дроновите кои ќе ги користиме во рамки на Frontex, за кои разговаравме тука денес, и тие ќе се од голема помош за нас и уште една потврда за нашето пријателство и за нашата соработка преку реални проекти и преку реална материјална, кадровска и помош во знаење кое што ја добиваме од Австрија. Со канцеларот денеска разговаравме, како што и тој кажа, за интеграцијата на Северна Македонија во Европската Унија. Ја изразив нашата благодарност до Австрија, која е силен и отворен поддржувач за пристапниот пат на Северна Македонија,
но и воопшто за перспективата на членство во Европската Унија на сите земји од Западен Балкан. Побројните предизвици на патот за полноправно членство во Европската Унија, минатата година со активна подршка на Австрија, со активна подршка на канцеларот, со активна подршка на неговите министри задолжени за надворешни работи и за европски прашања, ги започнавме преговорите за пристапување со Европската Унија. Пред нас се следни чекори кои ќе ја одредат на тамошната насока и брзина на движење на тој пат. На тој пат чекориме заедно и соработуваме со земјите членки на Европската Унија, а меѓу нив во првите редови е Австрија. Сакам уште еднаш и од Виена да ви уверам дека владата на Северна Македонија ќе продолжи да работи на исполнување на нашите стратешки цели. Ќе продолжи да работи на подобрување на односите со соседите и на продолжување на добрососедската политика. Ќе продолжи да работи на реформската агенда внатре во земјата, бидејќи тоа е во интерес на државата, но секако тоа е најмногу во интерес на граѓаните кои сакаат и мора да станат дел од Европската Унија. Канцеларија ви благодарам и ви благодарам за гостопримството во Виена.